Ја да сам на твое место, викам во на председателку на совет на општину. На официјалну Facebook страницу би се често прочитало: пазите на дупке у град, варкајте куде одите, што дишите и колко ѓубре фрљате. Не признава дека е досадан градски пиар. А дали признава Ивана Ѓорѓиевска дека е победнички кандидат на знам? Дознајте у подкастрување и не забравите да лајкате и да се претплатите. Бесплатно е, како јавен градски превоз. Мајски празници су, а ми работимо. Ивана, име мое. Значи, ми сме многу трудолюбиви. Значи, едино мене си могала да ме набавиш на 2 мај, тоа значи дека многу сам вредна, бога ми ти. А емитуемо се на 6 мај. Добро, ми да си кажемо дека е 2 дека работивам, пошто 1 ми беше исто тако работен, па сега 2 боливме мускули. Што работа на 1 мај? На 1 мај си беше на мој, викам неа драгоманце, мој вилает, и таму сади патлижани пиперки. Рано е. Не е рано, таман си е. Ласно вие на вас што имате воду. Па имамо бушотино, драгоманце, до реко. Колко паре беше да се избуши метар? Не знам, одамна го направимо викендицу пред едно 10 години, беше скупо, ама вреди. Сега е около 30 евра метар. Па и тога беше приближно. Знам дека около пуно пари дадемо, ама извадимо добру воду. Цела линија на тие викендици таму што ги има добру воду, затоа што водовод таму е многу нестабилен, не плаќа сметки и не доваѓа вода. Што значи има градски водовод таму? Има селски водовод, не е градски, селски. Али бушотина е бушотина прва лига. Под која општина тој? Тоа е Стара Ногоречка? Да, Стара Ногоречка. Неа Стара Ногоречка, неа драгоманци си ја моја. По Здибонум имам викендицу, веќе 10 години го правимо тако с љубов, со сласина, мерак. И сега кога ќе отиду тамо, субота и неделја обавезно сам тамо, викам каде си моја лепотици и почнам да дишу. Како, чуди ме многу, председател на совет на општина Куманово не поврже празници па отиде у Неа Пори, некое друго Неа. Аби има смо понуду, само решимо да се останемо дома, затоа што после следеќи викенди сам многу зафатена, а ја викенд у суштину нигде не га давам за ништо, за било кој настан, тога ми е време за фамилију, за обврски да се среду дома, за да може после понеделнички да функционира. Значи, многу е битна организација, како си го организираш време и за тој па не отидеш негде на страна. Ајде да ви кажу, не сам нешто многу желјно, пошто тој ми е многу повише малтретирање него одмор. Одмор ми е баш на викендица. Трудолюбивост, можеш да ни го објасниш трудолюбивост, твоју личност да ни го објасниш од професора по македонски јазик, од село Орашац, од Почетци, Од таму се знаем. До библиотеку у Кочораци на основну школу, до смем да кажу политичар? Да. Каква е тај трудолюбивост? Абе, Како се движиш генетика е у вајде движење, прашање. знам. Да, генетика прашање. Ја што мала пред да го добијам облажета како мушко дете, ја беше мушко фамилију. Татко ми е многу вреден човек, професор по ОТО и ја цело време с нега беше мајстор. Мајстор у куќу, мајстор свугде. И после кога го добивам облажета треќо дете, разлика е 6 години, ја викам што тражи овој наш живот? Јас сум мушко, не Да он. ми дели куќу и викендицу. Не, што он тражи сега да биде мушко кога сам ја мушко, значи нема врско. У суштину израснава с 3 деца у фамилија и тоа е богатство што ја за жал треќо дете не си роди. И тоа е голем минус за мене како мајка.
али да се ми живи здрави овие две. Значи, од многу други работи сум работала пред да дојду ја у Орашац, баш да биду наставник по македонски јазик. Претходно работеше како новинар, дописник за Канал 77, одма после факултет. Дописник, многу малку плату дава свама, ја се радуеше на свак денар, затоа што на тој начин ги увиде работи у Куманово како се дешавав и институција ги запозна. После тој работеше каде Джарту, у Форму, да. И тој се луѓе кои ја денеска многу сакам и денеска се чаат, многу се поштуеме, он ми дава поддршку за све савети, многу убави, аз сигурна сам била генерација. После тој отиде Браун и Рут, работа убави 3,5 години у Петровац. И тој искуство с војско, директно искуство с војско, едно искуство кое ја викам дека е незаменливо споредба со овој СГУ што ни се дешава, затоа што треба научи што е систем, како се работи и како се поштуе радник. Значи тамо беше нафатило оној карфју полициски час и мора смо да седиме, затоа што од 7 до 7 работиш или од 1 до 1. Мора смо да седиме до 5 од Сабаје фактички, за да не дојдеме у Куманово и свак денар се плаќаше. Тоа е тоа што нас не стимулира, значи поштовање спрема радника, спрема жртво што го дава радник, а и финансиско оштетување на тоа што си го придонела тамо, што не си спала. Беше трудна и со Сергија и спиеше на столица, значи стварно често пута ми идеше да зему тие жице тамо да ги скину и да си дојде дома да се наспију у 9 месец. После тој почнамо приватно да работимо, отворимо у стоковну, ја чуваше деца, многу ми бесва ситни, ортачки работесмо, у стоковно продавасмо дечју гардеробу и тоа е па приватен бизнис кој многу влече. Месец се заврти, многу продавасмо дечју гардеробу, тоа беше растурена веќе само на тезге стоковна куќа. Свекрва ми многу ми помагаше, работесмо ортачко работу со повратимко моју. Они влечка своја повише роба од турско, али ја беше тој ностоп со муштерија и да ви кажу дека месец по месец и тога правеше куќу, за пархет се најде, за цигле се најде, значи пуно работи и од приватен бизнис сам научила. И како, у приватен бизнис научи како месец толку брзо се преврти, а ти треба да обезбедиш паре и за радници, и за социјално да платиш, и за робу да имаш, значи за све да се грижиш. Да изменаџираш. Да изменаџираш и да оставиш за све и да имаш па некој провизион или да поделиш меѓу себе за да не е само гола плата. После почна татко ми викаше доста бе цел живот ли продавачка, дојде да смениш едно колешко по македонски јазик, беше отишла на боловење, викам јас сум приватњак. Ти не си приватњак, ти си продавачка на гардеробу и ја, нели. Кад сватиш со стек на време не е дека си лоша, ама јас сум се сеќала дека... Зашто тој звучи тако деградирачки? Да, немој да бидеш продавачка, биди си професорка. Затоа што јас знам колку многу труд сум уложила у тој. Да донесеш гардеробу, да продадеш, да селектираш, да убедиш муштерију, тоа е многу мукотрпно. Да изменаџираш финансије, да се договориш с партнера. Они свите викасва партнерско месо, никој не га еде, ни кучиња не га еде. У суштина многу добро функционира смо. И после тој, ајде под притисак на татка ми, окей, ајде ќе прифату 20 дена само на... И викам, ја приватно се враќам, немој случајно да се ме главија образование, а сам чекала 8,5 години да биду професор. И цела време, ајде денеска јутре. И 20 дена и друг ќе осеќа кад го фатиш дневник. Многу е убав осеќај кога го фатиш дневник. Толку ме Ма помалце паре су. Малку паре, нема врску мене таа одговорност према ученици што беше, а бесва ме ставили у Орашац да предавам, да биду тамо не на замену Кочарацин, не у замену на Кочарацин и само по тој ход, а ја у Кочарацин сум учила. И само тој дека ти си професор у Кочарацин, у такво врвну школу, преубав осеќај беше и квалитетни деца. И после Што значи да квалитетни деца? Квалитетни деца с кои можеш да работиш, на кои што можеш да им понудиш и можеш многу да излечеш. И с деца кои можеш да ги моделираш, све што помислиш како идеја, како креативност, од нива можеш да излечеш. Значи нешто преубав осеќај и ја од приватен сектор, после кад ми се понуди да биду професор, отиде да биду професор у Орашац, 8,5 години сам била таму.
И Драгиша, мој директор, викаше, еве ти го школува Рашац, што сакаш прави, ставиваме тама некој како одговорен наставник. И тој искуство во Раша што го имам ја, ми е најубаво во живот. Зашто? Затоа што без светот нови, млади професори што доаѓа сва пуни со ентузијазам. Ама имаше и деца. Имаше, па немаше многу деца, веќе почнава тамо деца да се намалуев, ама се секира смо за свако прваче што ќе дојде, дали ќе дојде, од кое село ќе ни дојде, куде ќе га, која учителка ќе му биде. Многу убаво соработуе смо с колеги, млади луѓе само што дошле у професија с пуни креативни, абе од старо, оно све старо, стари врата, стари прозори, а ми ги фарбаме, толку голему љубов бесме унеле и беше преубаво и дружба ни беше многу убава. Таму имаше едно сопче каде што порано Рашац е била с 6 ученика, а ми дојдемо на 60 ученика. Имаше едно сопче за наменето за и мало е кујна. И таму сам научила ја најубави ручкови како се прави од мој колешко јасет. И таму била фактички домаќинка. Значи тоа е била една фамилија која е била функционална многу. И после Драгиша, директор мој, вика, ајде ти дојди у Кочо Рацин, у библиотеку. И ја екам, у библиотеку да полуду, куде бе, да лупам печати, не може, а само што го беше оставила цигаре и се убеди дека не треба ја никако да пушу, дека тоа не е добро за мои деца, за мене и како мајка, дека треба добар пример да дам. И доаѓам у Кочо Рацин и сега у библиотеку у Кочо Рацин работиш кате одмор, мал голем, затоа што тога ти ученици доаѓав. Леле, колеги не може да виду, ја не може да виду, ја од толку голем убав колектив у Раша, што бе сме сложни како фамилија. Сега гледаш само книги. Леле, доаѓам, лупам печати, само деца ги гледам. Фали ми друштво, фали ми оној што сам го имала. Леле, плачу, сакам у Раша да се врату. Почнемо после од, нели, како може од малу работу, викамо библиотекарска не е некоја креативна работа, ја медиатеку и библиотеку си го направи како креативно каче. Значи, тамо се дешава со свите тие работи. Многу се работуе смо со Ниту Димовско, на Нину Керка, с Далибор Јовановскога, с грст луѓе што се многу големи креативци. И тамо почнемо проекти, мали, големи, свакакви, со поруку нашу. Многу се работуе смо, почнемо Еразмус да работимо. И тоа е нешто, едно искуство што ми е мене било преубаво. И за Бравигата кој село? Дојде у град и доваѓава родители, ме тражива, они плачев, ја плачу. Него е работа што мора некој работа да се придвижи. Ако им требаш у школу, што е централна школа, и ако менаџер на тој предпријатие оценија дека ти е место, он викаше, нема ти у библиотеку бе да работиш, ти свашто ќе работиш. И стварно жива истина, он знаеме човек и капацитети и стварно тој период ми е бија па најкреативен, нешто што највише се гледа меѓу народ и мислам дека тога се дигна ниво на Кочо Рацин многу, не затоа што сам ја таму, него затоа што многу луѓе се испоменјава, стари генерација отидева веќе у пензија, дојдева подмладак, исто ентузијасти за работу. Драгиша отиде у пензија, дојде Лидија Пешевска како директорка, исто моја многу ценета директорка. И вика, ти да ми бидеш помошник директор? Ја екам директорке. Не. А ја така откривам дека имам тероиду. И викам, мене такви стресни ситуации не ми треба, неќу ја тој. Не, вика, ти не бидеш помошник директор. И на наставнички, нели, кажуе дека предлог на њоњ како нов директор е да биде ја помошник директор и они свите се слажат затоа што ја многу е битно да го изодиш еден пут од најдалеко до центар. А јас сам го изодила од Рашац, со тоа што Рашац имаше тега 4-5 подручни школи и у свите знам цигла што фали. Па све до Кочо Рацин, каде што е више огромен механизам. И јас се нафати и се договоримо, она е образован систем да го работи, а ја да не менаџирам со оно што е технички дел. Значи, дали ќе биде поставување на, како сега што има камере, микрофони, дали ќе биде кров менјање, дали ќе биде стаза правење, работи сме многу убаво с мобилност Бранета. И еве поздрав до njega. Он ни искочи у сусрет мобилност Куманова, например, тие рампе за инвалидизирани деца. Откад ослободимо улази, подготвимо, значи многу труд, многу работа и многу сознање у тек на тој работу, нели, раснеш едно по друго. И на крај најмалку библиотекарка беше у тој школу, многу повише и у менаџер, и у директор и све тој.
Така веројатно било момент татко ти да каже па чека, овој што е водила бизнис у стоковну куќу, на што се е? И у образование. Не, знаеш што, ја овако викам, од сваку работу работиш, кад го работиш на кој у суштину да улегнеш у њума, многу учиш. Ја тога научи и пуно за јавни набавки. Биднато е некој како член на јавни набавки. Јавни набавки, професор по книжевност, апсолутно едно со друго нема врско. Али јавни набавки почна да ги совладуи, направимо целу екипу, затоа што е голем стрес ти наставника да го овластиш да ги работи јавни набавки. Мора тимски да се поднесе тај стрес е затоа што никој неќе на крај одговорност да го прифати ако нешто поде по зло. И не знаеш. Ти идеш на обуке, ма реално не го знаеш работа. И свите, ајде тимски, ајде директорка направи еден тим од посаглам луѓе што се одговорни за да не го заглавимо школу. Тоа е најбитно, да не заглавимо директорка на крај подпишува, а ти си председател на јавни набавки. И Лидија, како може да го заглавите директорку или директор? Можемо со јавни набавки. Некој краде. Свите може да се заглавив. Не, ако некој не разбира. Ако некој не разбира. И сме имали ситуација, посебно кад беше тоа енергетска криза, да ги молимо да ни се јавјав на тендери. Молиш еднога доставувача на енергија, друго на електрична енергија, вртиш телефони, фаќаш врски, немаш врску ни на кога, с кога збориш, само молиш школа да не те остане без електрична енергија. Молиш ги тие дрва што продаваш, значи тоа е веќе у повисоко менаџирање за кој наставници и технички кадар апсолутно не се ни свесни уствари каква е тежина на тој менаџерски тим таму, особено на директора, затоа што директор на крај си подпишува и одговара на директор, никој зашто би родители и ученици требале да знаев каква е тежина. Ви сте туи да го тоа изменаџирате. Јасно, за тој го менаџираме, ама многу е битно тимски да се менаџира. Знаеш, не можеш на нова човека да го оставиш цело школа. Како може тимски Ивана да се менаџира ако има од различити партии запослени по школи? Не може тимски да се менаџира. Може. Значи, ај здраво живо. Здраво живо. Навамо е вода, дечки. Не дели го воду. Опа! Мрда. Ама не е ова подземни, бе. Ма ресипи да видимо дали е добро. Ајде. Имате. Се ви сипам после, ма не е Ајде, ова Иван, подземни. се живели с воду, с изворско. Где сте ви? Не знам дали е подземно. Иван. Ивана? Две Иване. Две погледам. С едно име две. Ивана на квадрат. Извини, ке кажеш председателка и председателка На што? ке одговори. Председателка. На совет, На совет. Да ти кажа, долго време они викав председателки, ја немам појма да не се ни врту. Ако не ме вика своја председател. Повикнете се еднога с вас, нека иде, нека се врти кад вика некој председателка. Не, чудно е тај трансформација после на луѓе кад се дешава у политику като влаза. Треба ли ви нешто одека? Мислам дека сме си окей. Ми може би сметаме малку некои подземни води се појавиле у Куманово, па ги тражиме пошто подземни ни големо. Овдека да видиме. Ама на лошо место ги тражите. Куде треба да ги тражиме? Ја ќе ви кажам после. Добро, подкаст. ќе ги најдеме после. Слушате мене, јас не знам. Како одолеа на предизвик да не отидеш со искуство од фамозно Брауни Рут, да не отидеш и ти на некој проект? Значи овакој почнемо да правиме куќу и треба со некои пари дужни ни бества да ни ги вратив и таман го скоцкамо финансиско конструкцију дека ми се тие пари ќе го покриемо куќу. А фактички правиме куќу врз куќу на свекра ми и свекрво ми. И Со уредну дозволу, лиценцу за градност. Све имаше си маркица, не сам ништо реагирала, ургирала, ништо од тоа. Значи, изведимо дозволу да дигнемо еден спрат, сака смо подкровје, па не ни дозволива, окей, и тоа е прифатено. Направиме еден спрат, фактички како стан, околу 80-90 квадрата. И прво беше дилема дали да купимо стан, затоа што тога станови многу паднава куде болницу, а ни за стан немамо пари, или да правимо туја. И свекрва ме вика, што бе од центар на град ќе идете тамо? Не, одека, нели? И добро, ајде ќе правимо и почнемо да правимо финансиска конструкција, не беше ако ни ги вратив пари ќе се покриемо, ако не. На крај се иземамо и кредит и покрај кредит нас и уште ни фалесва пари. Серги беше многу мал, он ми е прв син и скоро целу годину, 2-3 месеца седа смо баш кад беше најголема работа, пошто овдека више на руина. Они живив, стари живив, ама не мораше ни дете толку. 2 месеца, 3 седемо каде мој устан и викам, јавјав ми се од Браунирут, колешки колеги, сите отишле у Ирак, у Афганистан.
Јавјав ми се $7.500 плата, Ивано, не си тачна, седи, не седи таму, ајде доваѓа. Арнама дете, од Козле не сам искочила од njega. Абе, ностоп на плуќе, на Болешливо. плуќе. Болешливо едно. Таман проди, они му ставив тој, како се вика, тој инфузија ностоп на му тече. Донесу го дома, оно, па не знае да оди. Па проди, многу беше болешлив. И ја цело време се крша, а фалив ни толку паре, како ја 2-3 месеца да се поврткам таму и да се врати. И имаше план стварно така, и размислуј. Преко ден тој што размислуваш, навечер сануеш. И сега сануј дека сам у Ирак, у Афганистан, и ги гледам оние жице пред мене. И ми јавјав, муж ми јавја на телефон дека Сергија има температура. И јас сега кој сакам да ги скину жици, викам, а како ја ќе отиду до дома? И само стануеш од сон и сам, и не може. И па следеќи ден, па и ова на ново, па ни треба фаре, па треба да идеш. Кошмари, сега ти имаш... Кошмари. Од тој време имаш PTSD што не си отишла. Кошмари. Ја викам, 4 месеца само да отиду, или можеше 4 месеца само договор да се подпише, ќе се врату. И викам на нулу ќе биду кола, ќе купу нови, све тамун ќе ми биде од почеток, ќе почну, нема дугови, нема кредити. Ја викам, боже, што ќе го среду цел спрат горе, све ќе среду двор. И само тој, само помисла дека ќе го оставу дете, само не може. Кошмари, и остана на тој. И си продолжи могало и тако да се тера, земеш си кредит, исплатиш си го како човек на 10 години, па си земеш уште на 5 години, па си земеш уште и си тераш такој поштена работа. И си ти вечето задужен. И си задужен, ама како тераш? Значи, ако и си како домаќин, можеш од тој задуженост? ако си домаќин човек, ти знаеш дека тој плату можеш да делиш 200 евра. Можеш, свак може на 10 години 200 евра да. Толку се тие пари. Не би кажала дека свак може, али добро. Не може свак, ама с 2 стабилни плати можеш. Ја веќе улегнала образование, стабилно беше. Имаш и решение. Значи, муж ми работи у шпедицу цел живот, таму си плате солидни и акционер, значи можеш да го истераш ситуација. Али мора да се откажеш од многу работи. Ја, например, долго време не сум била на летување. Значи, тера си го домаќински работи. И да ти кажу, после тој направи мој викенди со исто такој с кредит. И ми е такој убаво тамо кога ќе отиду, тој па сим друга дименсија. Таму отиду и само викам почна да дишу и да работи и ми е преубаво. Таму ми издува мантил. Добро, не се кажеш за проекти овие блискоисточни. Каеш ли се за тој што од образование и од едно такво, што го викаш солидно плату, мада Не е солидно. не би кажала, стабилна го кажа. Да. Стабилна. Каеш ли се што го направи трансфер у политику? И дали ти мируе место како библиотекар у Кочараци? Да, јас сум и библиотекар, јас сум ностоп у школа, свак ден сум у школа. Значи прво таму завршив. После од како би на помошник директор полага директорски испит да се биде директор на Кочараци. Значи улегнал у Орашац, Орашац ми беше крај на свет. Улегнал у Кочарацин. И сега умеѓувремено се дешавав нели ситуација која што имаше ја понуду за кој не сум ни свесна дали нели што може да ми се деси, да идемо у борбу с градоначелник и ја викам нема проблем, јас сум увек спремна за борба и за нешто ново да се у политику дешава. Умеѓувремено почнава некои работи да се градежни активности да се дешава во Куманово за време на док беше он градоначелник, ја викам фала Богу некој градоначелник нешто да почне да прави у Куманово, за разлика од претходно што се направи хаос. Зградичкон дека, куќичкон дека. На кои по-конкретно градежни активности мислиш на негов прв мандат? Да, па у тој период е било, ја викам, фала Богу, а Надица ми мене колешка, тем смо си блиски с нима, ја викам, овој муж ти почна нешто да работи, да мрда, за разлика од претходните. Нешто ги потпишува сте постови зборот е збор. Направено е тој, па зборот е збор. Не знам ја, тој зборот е збор, може да е било пред мене. Јас знам што збори и што обеќам. Добро. Во свак случај, понуда ја викам, окей, нели како ентузијаст улазиш, идеш, поставljаш некои нови стандарди, нешто ново ќе се дешава. Што може би, Ивана, у локалну самоуправу нов стандард да се постави? Можеш. Како, например, што? Можеш много работи. Ајде да се вратимо на афганистански и ирачки пари, да не без они економија уопште македонска немаше да процвета. Не, мене знаете што ме многу може градежно нешто да процвета. Мене ме многу капитал у тој период се дојде у Куманово, а ништо не се направи у Куманово. Баш онако здружени средства. Требаше да се изменаџира тој капитал. Луѓе, голем број на
многу финанси отидева у Грчку, многу финанси отидева у Охрид, многу финанси се изнесева надвор од Куманово. Мене ми криво што луѓи што отидева, што профитирава и еве нас как добива големи оштете, не се уградива у Куманово. Мене тој ми е многу криво. Како би се уградила ти да си работала 10 години у Ирак? Еве, без движење знам. Не, знаеш ли што, многу е тешко затоа што луѓе изгубив осет за тоа што се дешава у Куманово. И ти не знаеш уствари у што да инвестираш, у што да правиш, што да градиш, треба некој да ти покаже. Така ли? Значи требаше некоја формула да се измисли. Не, треба некој да ти даде дозвола. Што ќе ти покаже? Ти си новопечен бизнисмен, имаш, да кажемо, ти не си пола бизнисмен, милион него имаш евра, само имаш пари. имаш волју, желју, имаш индиција да постанеш бизнисмен и у нешто да ги уложиш пари. Кога треба да консултираш? У целу Македонија у суштину нема такав амбиент за развој на бизнис. За жал. А има пара. У целу Македонија. Дека сам угалев фабрики, се отворив с такав капитал, да се запослив луѓе, да се движи нешто. И не чат пат некој, ама тој не се афганистански ирачки пари. Тие пари отидева најчесто се живив луѓе од како се вика тој провизију. Терав сега живот, не работив сега ништо фактички, живив си од каматали, од камату, и многу луѓе испокупувала у Грчку и у Охрид доле. Значи, тој се многу тешко печалени пари, да не ме сватив мои кумановци. Јас знам што значи да седиш у Петровац и да си го мислиш дете, а камоле они што се одделуев од фамилија. И тој Афганистан и Ирак колку плюс донесе у Куманово, многу минуси донесе. За пуно работа, посебно за семени вредности, според ме ти ги скрос. Многу работа се извртева. Оние традиционални работи се извртева и не се како што е некад било. Не можеме за тоа да ги окривиме исклучиво луѓе, да упериме прсти исклучиво на луѓе кои што су ги донеле тие суме на пара овдека и да кажеме дека су у нешто погрешно инвестирале или дека не су здружено направиле некоju фабрику, ради тоа што личен интерес е пред све. За семени интереси, за семени вредности е веќе некоја подлибока тема. Али да се вратиме на не си у подкастрување да збориме кој го упропасти Куманово, него си у подкастрување да те прашам отворено зашто го упропасти смо Куманово и на кој левел е упропастено. Како го гледаш ти кад се спуштиш од Соколану твоју родну или кад ќе појдеш од Орашац до Куманово, ајде да не идемо толку далеко у Орашац, од Соколану до центар кад се спуштиш, да збориме малце за шахте, да збориме малце за улице. Нема да збориме за зборот. Тоа е било у прв мандат. Да збориме за твој трансфер, да се вратиме на твој трансфер. Од библиотеку до видела си убаву прилику за што? Да се менја в работе. Да помогнеш да се смени в работе. Колку су променети работе? Постои некоја перцепција твоја лична да направиш некој пресек, така било такој, а сега е овако е. Не, ја мислам дека со моје делување како политичар покажа едну широчину луѓе што не се сакале никад да улегнев у политику, да улегнев и да даде свој придонес. Тој се луѓе што се претежно околу мене млади, не млади луѓе, него луѓе што апсолутно како ја што не сум била заинтересирана за политику, доваѓав и предонесуев с идеја, с реализација, с едноставно давав ти ветер у грб, а и ја на нима. Тоа сам луѓе што еш увек се анонимуси, кои имав простор, посебно образование, да извлечев све од деца, затоа што ја ипак викам дека ми што смо направиле смо, може многу работе, и да сме утнали, да не смо доправиле како што треба, ама треба да ги научиме овие наши нови генерација што е најбитно уствари у Куманово. А за мене најбитно е да си ga сакаш Куманово. А кад си ga сакаш Куманово, сакаш и да си ga чуваш Куманово.
Оној што гледам у реалност, у Куманово, е дека ми не си го сакамо град. И дека сакамо да си го уништимо град. 1000 пута правимо клупе, 1000 пута ставјамо некои урбани качиња, све е уништено, све е демолирано. Ја 300 пута сам кажала, збори со водовод. У летен период да го пушти во оној фонтану Батко и Ѓорѓија. Бе, пуштите малку да се осети свежина. Немале делови склопива делови, немале струи склопива струи. Што се деси, бе? Дојдева да се бањав, дојдева да перев кебиња. Значи, тоа е неводење на едноставно не поштуеш ништо, а и нема контрола, нема казне. Самет Салиевски ќе се наљути, он е боксер. Нека се наљути било кој. Јас и многу реално збори, јас збори на сами комисија, на сами седници, за многу работе транспарентно. Ја откако сум у политику, често пута имамо совет за превенцију, с претходну гарнитуру апсолутно не виде никакав бенефит. Ја колку пута да збори смо за деца што ги малтретирав родители да питачив. Тоа е ствари живљавање с тие деца, пуштање да им донесе свеж капитал дома, а они да Никад нема да се реши, тоа не само претходни гарнитури, никој пред вас нити ви ќе го реши. Не, може да се реши. Колку партија има советници у совет? Има свашто совет. Свашто има, не се знаеме дека има свашто. Да, има све. Од колку партии су? Па има ВМРО, СДСМ, Знам, Дуи. Левица, Влен сега што е. Влен. У рамке на ВМРО коалиција има Социјалистичка Срби, ДПСМ. Не викам дека има свашта, мислам дека све што е било на листа улегна 1, 2, 3, 4, 5. Реално, ако ги погледнемо работите, сви тие се борив за чист ваздух. Нели, не може идеолошки разграничувања да Сите се за чист. Така ли? Сви се за чист ваздух. Не може тој да се разедини. Да, тоа нема поделбе. Зашто немаме чист ваздух? Ако се сви за чист ваздух. Значи, гледајме. Праќав ми слику од Октомвриску револуцију како замутена. Јајкам леле, какво ово е ремек дело. Горила се забава. Не, какав, не горила. Луѓе што живеев на Октомвриску, освен на Горилу што му праќав слики, и на мене ми праќав, само јас за разлика од njega не објавуј, него погрешно ли? Него се јавljam на телефон и алармирам. И викам, умеѓу времено праќав ми и овие нели од страна што палив, што е тој више у реку палив, значи толку не натрупана река со ѓубре што палив. Врту на институција вика одма ќе пратим. Умеѓу времено не можев да ga најдев чинителя. Ајде бе. А чинител се гледа на слику кој е. Значи, туја има и комунална инспекција, има и СВР. Не е могуќе, ја цело време и на совет на превенцију и на совет си више збору дека не е можно. Тој са 10 човека да не можеме ми да ги санкционираме. Или нема лични карти, или са социјални случаи. Па што ако се социјални случаи? Нека земат да работив. Нека почнат да го чистив реку, да видив како е. Да, има, 100% има, ама никој не го применува. Значи, ја не знам зашто, а се апелира, алармира, ја лично збору, ја лично врту телефони, ја лично иду на терен, викам, амн. Неколку пута беше ишла со советници, тој најчесто се дешава, више нонстоп се дешава, порано се дешава се после 4 сат. Значи, кад мање више институција се затвара. Кажував дека некој кабли тамо топија и дека гума смрди. И еднога го кажував. Свите го знаев, а никој не спроведува мерки. Јас затоа викам, у Совет на општина Куманово, еве овој 4-та година, у февруар, на 25 февруар се одважива да дојде и тоа е како се вика, тој е командир за општа надлежност, ама веде командир назначен од министров. Значи не е назначен од совета, треба да биде назначен. Претходен командир за општа надлежност, еден пут дојде на седницу, направимо го лом за тоа што треба да се прави лом, за тоа што поднасев извештај што апсолутно не се соодветни со овој што се дешава во Куманово. А кој е за јавен ред, терав си работа. Тој што е за јавен ред и мир задужен, тој е СВР. Сега се сменива малку работа. Нормално сега сте од исто партија. Не. Кад сте од различито партија, никад не соработувате со СВР. Ама лошо, тоа е многу лошо. Ама само си ги префрлюете, значи, си го префрлюете. Не смо ми надлежни. Тој кад ќе каже некој. Тој кад ќе ми кажеш ми мене уже људник ме заболи. Значи, или од увек е такој. Од увек е такој. Ама не е добро. Од увек и треба да е такој. Не. Ви сте тој да ги санкционирате. Од увек има и деликвенти, и девијантни појави.
Ми не треба за вас сви да кажемо, абе знаеш што, не се од исту партија и затоа не може да го решив. Нема врска. Не се знае кој е Добре, надлежен. еве имаме едно конкретно прашање за работа, на пример, кој не зависив од други граѓани, кои су оставени, да кажем, од ставштина, од некој друг систем, кои не су средени, кои не знам како се средува. Како граѓани на овој град, ја не знам, на пример, тоа су азбестни кровови. Добро. Азбестни су оние бранавидни, мислам. Знам. Така ли? Азбест. Куде тој да го пријавиме ми? Кој е надлежен, на пример, моја куќа е Градежна инспекција. Значи, градежна инспекција и за животно средино е апсолутно надлежна за тоа. Не, они ќе им дадев нема да ги време. Нема да државни земјишта су тие од стари фарме збору. Значи има по сви села, знам. стари фарме, стари азбестно, тоа е на државни земјишта, на земјишта. Фала Богу, сменимо ги на школе. Тоа беше еш пострашно. Да. Сменимо ги на школе, скоро А сите сега тие има азбестни кровови. начин на кој граѓанин може да пријави, да каже, има ли институција која ќе дојде, тој безбедно ќе го... Значи имате животна средина у општина Куманово, тој е Карши стадион, сите тие инспекции са Карши стадион, слободно отидете прашате, ја не знам зашто често пута луѓе за безврско и работа ме тражив. Може ли председателке овој, бе викам луѓе, све тоа мора да функционира, значи ти ако отидеш на инспекција, ако пријавиш тако мора да се реагира. Значи вртиве може да ќе закасним, ама мора да реагира. Они би сигурно реагирале. Значи сите фаќав некакви врски, а нема, берем според моја перцепција, нема потреба, или берем ја кога ќе кажам може ли овој, нема проблем, ќе идемо. Мислам дека е проблемот тоа што граѓани не знаат, како ја што не знам куде треба да се обрати. И за тој врту кад би вртеа на некога што го знам, на Не знаеш ли што е проблем тоја? Не, ти можеш да кажеш нели животна средина ќе ти каже тој тие са правили прописи. У суштина ако са запоставени објекти, чиво е тој? Значи треба да ги тражиш собственици, па треба они инспекција треба да ги тражи и собственици, па они све тоа да отстрани, па на сасвим различен начин се отстранува с маски, затоа што тој са тие мали субстанции што улазат во плуќе, значи има, мора да се депонира на посебен отпад, не како нели да ги фрлиме тоа куде нас. Значи тој има си регулатива за све, него после тој, значи увек треба и многу е поскуп од тој, него сам кров да го наместиш. Најасно ми е. И оно, пошто нема пари, сите нешто импровизираат, нешто прават. Ајде, израснале сме од тие кровови. За култура, не од време на култура. Може ли? Кој и дали општина или совет на општина е надлежан да аплицира на конкурси од културу кои ги објавља Министерство за културу и дали наша општина конкурира? Кој е надлежан да тоа конкурира? Ја мислам дека свако здружение се конкурира до Министерството Не за има култура. посебно Министерство за културу, конкурси за Знам градови и за- за општини. Значи, Кои што општина ја не сум баш сигурна дека општина треба да конкурира, до сега не сум сретнала такав пример, да ви кажам наискрено. Министерство за културу мисли дека више истече. Тој мора да зборите со овие што се раководители на сектор за култура, сигурно имав многу повеќе сознание. Јас знам дека на пример здруженија што се носители на некој настан, они аплицирав и добивав средства од Тоа е тоа е друго, тоа е за посебно. А за општина да ви кажам не сум сигурна. Ќе прашам. Цело купче таму стои министерство и ми никој не аплицираме да го земеме. За култура, за креативни индустрии уствари. Кој не е надлежен И за најчесто тие горе од државно пари се делив по... Знаете што, каде е еден на власт, например, тие се носители повише од тој партију, на тие им давав пари, па после на други пари. Знам дека овој годину мислам дека добри пари се улегнали во општина Куманово, не сум сигурна затоа што тоа е веќе каде државна власт, нема многу голем интерес. Аплицирајте си. Поздрав. До куде стигнасмо? До улаз у политику. Да. Кој? Да. Нешто да смениш. Нешто да смениш. Да дадеш ветер. И да не остане неодговорено моje прашање. Што се Мислам осеќаш дека си сменила? Не, ја мислам дека ги сменисам. Не на крај на ден некој да каже леле колко е фина, колко... Не. Затоа што тој сигурно ти го одзима енергија со толку многу луѓе да збориш. За мене да бидеш председател на совет е да бидеш председател на сите граѓани и да бидеш на располагање на граѓани. Ја овој функција
не го сваќам дека ми е некоја привилегија мене затоа што ми е голем товар. И ја гледам да искочу сусрет на сите, ја не ги ни познавам луѓе, ми вртив на телефон, на Facebook ми пишував, на Messenger ми пишував, на било што пишував и ја викам окей, нели како сега што давам упутство овој или даду телефонски број да ги конектирам, да ги исповржу луѓе. Мене ми е тој многу битно. Или кога ќе има градежни активности. Ама оправиш ли ги барем? Оправу ги. А што најчесто тражи они? Најчесто докуде да се обрату за овој, може ли овој да се помогне, може ли, например, за некои средства како да аплицирав. Има сега фондови у Куманово, нели у тие кажи ги да сектори, каде што може да се повлече сектор за културу, сектор за социјалу, како да аплицирав на здруженија невладини. Ја на нима у старт им кажа дека ја немам у почетокот бесмо здружение нели за наше Куманово, ја немам партија некоја оформено за кое членство ќе се бору, него имам невладини здруженија, имам граѓани, ја за нима ќе се бору, ја још увек тој тако си го делую. Ја не иду партиски просторија да ги решавам проблеми. Јас сум нонстоп у совет, нонстоп имам канцеларија горе каде у општини, нонстоп тамо си примам луѓе. Без разлика од кој политичко партија. Може да тој изгледам нели дека е тој сега овај се прави нешто, ама тоа е жива истина. Кој потражи сега ме сретнава у центар, може би председателке да нешто да ме слуша и кам молим ве, не можу ти на подкаст кога иману, стварно не може више, предходно беше у ТВ Плюс, може ли у вторник да дојдете код мене, јавите се, дојдете, ја ќе одредо термин и јас сум најчесто на тој релацију. Библиотека Кочурацин и соберу тамо деца, завршу с нима, даду лектире што им треба нешто у стручну службу, ХРМ изгаводу, ако треба све тоа да потпуну и иду после тој и ако немам тефтер календарче на мој телефон, ја више готово ќе попадам. И ги примам луѓе, ги примам и им ги викам раководители да им објасним, да им кажев, значи, кој не веруе нека праша и нека дојде. Не се работи овдека за неверување. Значи, овдека се работи за тој сакам да ви го кажам. За стручност и за надлежност. Значи, затоа што многу ве зафркавав луѓе за овие. За? Па Миро што ги најде дека има и овдека подземни воде испод Соколански парк. Ова кој што не кажа у Соколански, ја му кажа кога ќе ги најдете. Значи, ја викам да. дека Значи, за техничку изведбу на нешто, ја не може да гарантирам. Јас сум председателка на совет. Ја може само да кажа, окей, ајде да гласамо за буџет, да гласамо за проекти, да гласамо за пари, за оделени и т.д. и т.д. Дури идев до тие крајности да ви предлагав. Не знам дали го видесте. Ја не знам од куде движење, знам дали го видесте. Да формирате у совет на општину сектор за подземни води. Не, него за врчари и бајачи од подземни воде да не штитив, затоа што познато е општо познато дека имав негативна енергија. Не, тој знаете што има си приступ до информација, до јавна информација, треба да се потражи во општина Куманово што се десило таму. Кој кажа подземни води, стварно не знам. И ја го прочита. Чип одговор е било подземни. Оградуеш се, Ивана, од тој, дека немаш појма кој го е тој формулирај како подземни води. Ја не можеш да кажеш. Не мислиш дека е смешно? Не. Ти како Соколанка сега. Да, затоа што тоа е многу високо. Нема таму подземни води. И да има. Дека затвара се Соколански парк, дека има подземни води. Соколански парк, нека го читав убаво мој Facebook страница или ако сакав нешто да знаев дека тоа истина, Соколански парк подлога беше целосно попуцана, не беше добро, тај камена подлога. Не знам дали се подземни води, кажава дека имало некое движење на тло. Дали од подземни, не знам, тоа ипак стручњаци ќе си кажев. И дека е направена и после без паре оштету ствари фактички ти човек што го е правија, па прави подлогу за да личи на нешто. А Соколански парк мене ми е таму у срце и мислам дека сега посебно со ни дел горе што ставјамо и справе за како теретана и кошаркашки овој игралиште, мене ми е сега целта и се сони за одење комплет спортски дел. И ово е убаво за забав за млади. Добро, идев избори локални и мора тоја реторика да се појача. Мора да се каже, мора да се упери прст, дали изведувач крив, дали се подземни води. Не, ја очекуј свакакви напади. Дали си свесна? Има информација, нека си потражив информација од општина Куманово, затоа што ја не сум у комунално, ја не работам у комунално, ја не може сите работи да ги знам. Ама таму има луѓе што ќе кажев, тој се десило и треба да биде тоа. Граѓани на Куманово реагирав на надписи. И генерално ми читамо коментари и надписи само. Да, тоа е суштина не се чита. Ако су подземни воде, онда
мора да бидете спремни. Како се справуваш с притисак кад сте подложни на мајтап? Не само за подземни воде. Мајтап си играв со целу општину и затоа што доста ни е више мако да искочи и да каже Соколски дом од коju годину функционира. Сваќаш што е главно овдека и што ми е поента. Соколана треба да се признае и градски власти да признаат дека никад нема да биде у првичну употребу како што е некад била. Никад нема више ни тумба група да одржи игранку. Никад нема да биде место за атлетику, гимнастику и така дале. Али зашто не заваруете со само помислу на тој дека можда некад би могало да се реконструира? Да, можда фасада. Можда ради подземни водени фасада. Али тој не може више никад да биде. Ева ga пионерски дом. Кад ќе биде в пионерски дом Соколана места како што биле у комунизам или у социализам? Нема да го има в тој. Беше ли ти у Соколану? Зашто не? Не застани малку. Ја беше последни пат да си играм мајтап со тој што Црни Миодраг га прави за Прочко. Добро. А И тој беше беше ли мајтап. улегнали у Соколану? Улегнали у објект Соколану? Улегна, ама никад нема тој намену да го има. Можда ќе има паркет многу болji од 1926 од кад датира, да не ме свати Значи погрешно Соколана мако. ти е историски Што објект е за спортска Куманово. спортска убавица и доста име на граѓани од тој виш. Значи Што ќе биде Соколана? Само момент. И кад ќе биде? Знаемо кад ќе биде. Ќе биде пред избори, да се замачка фото. Нема да биде пред избори, бе. Соколаното прв треба да се работи. Колку време ќе се работи? Ќе се работи Како Соколана манастир некој што се обновува, ќе се работи. Па тој е историски споменик и треба такој у детали да се работи. И треба прецизно да се работи и е споменик заштитен Многу од коштав тие детали бе Ивана бе. Коштов. Па тие се пари одделени, само треба постепено Ама да се зашто работи. ако нема да биде функционално тој место? Ама зашто да не се обнови, Ивана? Ама Значи таму може било која обновисте манифестација. бе, како се вика хотел Солун? Не, како се вика? Супер си е хотел Солун. Ама не викамо ми дека не е супер бе Ивана. Разбираш ли што сакам да те прашам? Значи, Ама ако зашто тамо не можеш да се застани ако малку. тамо не можеш да се Зашто запосли в твој Сергеј и мој Брукс на рецепцију и ако не може да има туристичко биро Кумановско како што беше ми се чини првобитна идеја. Чему све тој? Зашто одлив од средства иде, дали државни, дали ми не треба, општински? дали ми И што имамо га хотел Солун? Хотел Солун не треба да се заштитив. Не треба да се обновив, треба да се обновив. Не треба да се обнови, Ја ако не се апсолутно би функционални. ги обновила Не. и би направила едну туристичку атракцију, би одвела деца, би им кажала што се дешавало тој време у тој, какву важност има тој, да, затоа што ми немамо ни еден објект што е Разочарана сам потпуно. Ти се разочаруј до утре се бајде, значи на Горички со как? Обиколка туристичка на деца. Не, наши деца да им ги обедеш. 21 век кој што Кумановци пола од деца зборив енглески. Па куде да ги водиш? Кои су овакој на телефони, ќе им правимо туристичку обиколку у Соколану. Треба да им кажеш на деца која е важност на Соколану. Нека им кажеш се дешавало тамо. Мако Па ќе тој им ти каже. викам. И што? Не бе тие професори по физичко, професори класни ќе им Чему се кажат, тој? значи мора прича да се направи, затоа што у ту историја е наш дух на Кумановци. Прича у Соколански парк треба да се направи. Председателке да дојдев и да се дружив и да пиев пиво, сок, црн, жут и навечер да има дружба. Дружив се. У Соколански парк. Не може да се дружив ако викаш ги ти дека малолетни треба дома после 12. А лето, па ми што смо правиле? После 12 у парк да дојде. А ми што смо правиле? И парк е пун. И на крај, ако некој, макар и изведувач, не сама општина по себе, каже па многу ги пуштисте деца с мотори, они ви ги упропастисва стазе у Соколану. Тој, ајде ми смо криви за све. Криви су овие од Ирак, од Афганистан, криви су упропастива га град, с тој градежну мафију што го спомнува градоначалник, криви су деца, после 12. За ставови на градоначалника с njega ќе се збориш. Јас збору за Соколану и дека има функцијата е Соколану. Прво Трим патика е преубава. Да живееме у прошност. Не, застани малку. Не збору, јас збору за цел комплекс дека е спортски ориентиран и ми е супер. Значи Соколана како објект треба да се реновира и да биде обележи, да продолжи да биде обележи на Куманово, на тоа старо Куманово. Тие обележја Затоа што у туи Соколано има многу.
Мако што се избори, он се е залюбен у Соколану и нека се избори и треба да ги имамо тие подаци. Соколана како објект треба да се реновира, ми ништо не реновирамо, све уништимо. Кои Све ми? се уназад генерација 30 години. Значи, па е народ крив за све. Абе, не е народ, политичари са криви. Кој народ? Многу обеќања чуов дека дали се планира горе за збори кој ќе биде кандидат. Ќе идемо ли за кандидат? Куде да? Началник. Куде се горе збори и куде Горе отидемо? у кафе или нас. А ја што работи? Зашто е кафе у Куманово? Ти идеш горе доле само да пренесеш вести. Готово, ја таму добивам информација. Знаете ли зашто е Што кафе викав горе? у Куманово? Кафе, знаете ли зашто е најдобро? Зашто да прави дипломирани. Горе прашував, вика ќе иде ли за кандидатко? Ти едно кафе да направиш дипломирано било би добро. Може ли? Па ќе ти кажам дали ќе идам за кандидат. Какво да биде? Без шикер, молим лепо. И црно. И црно нормално, Готово. за млеко ќе ставам. Да. Деш дека сум хардкор. Црно како. Јас само Изненадена сум што не вика црно како душа твоја, Ивано. нема грешка. Кажи Нема. ми, имамо ли некои планови за Кеј и за Реко Куманов? Јас сакам да, значи гледај. Јас сакам сега против И Цица. јас сакам. Идемо. Не бе, Кеј. Само Кеј да ја направи ништо друго. Не, Не, мене Кеј ми се свиѓа како Кеј, Кеј Река си е ми е супер. катастрофа, Значи, а Река да ние- прави Кеј, пошто Гледај, ако нема Река, нема јас Кеј. сам размислувала куде би измислиле ми некои нови зелени површини, пошто тој ни е неопходно у Куманово. И нема куде да се измисли. Ама има од Митев мост, и тој ми е мене многу битно, од Митев мост до Кубу, да се све тој среди. Сега почнував тamo зграда да се прави, ама Кеј како Кеј, регулација на Ама ќе ги речно сруши, кори- пошто немав дозволу, Чекај, си го така Ви вика. имав си дозвол, све си регуларно, тамо само улици, водовод и канал треба да се среди. Значи се градив, не е по мој укус лично, јас сакам типски да биде в свите и да Добро, заличи нели на може цел тој да се- комплекс. Не, многу добро тему почнавте. Нели може тој да се стандардизира? Зашто се сви толку различни бои? Еве тоа е нова нас. Еве ти да ги викнеш од урбанизам и да ги прашаш. Може ли? Пошто ти дуп е донесен Ма не, Не бе, претходно. ми ве гласамо, Не, ви да не. ги прашате тоа. Еве, Јас треба да ќе ги ги прашам. прашам. Значи ја имам Да, сознание. сега што се буди. Гледај. Често пута го викав тој Проевце, Делкуде Проевци. И ја викам какво Проевци? Проевци ми мене ондека добро, тој са тие значи зграде што никнуев таму. И ја викам зашто не е направено како К4, К5? Типски, нели, зграде, Мислам да куде би што гледал. ќе има куде што ќе има игралиште, куде што ќе има детски качиња, куде што има. И мене најчесто одговор, пошто тоа не е у моја, тога сам била скроз аполитична, дека свак си имае некој парцелу и си ја договарае с нели тога што ќе ги откупи, дека на тој начин е правен дуп тамо, за жал. Да, ама мислам дека Тоа е има реалност. општине, знам барем за општина од Словенија, каде што е преку општина одреден стандард, односно изглед како треба да изгледа. Не е тој конкретен изглед Значи, кој тој мора, ама одредени нијанси на бој барем да се Гледај погоди, нешто, да се три нијанси. Значи свак си го користи закон како си го сака. Ти дуп е донесен поодамна, не е ни можда и пред 10 година, пошто долго време. Да се менја одма, се што е построено се. Да. Сега мене што ми е многу битно за зелени површини, за збори смо шалтате ме од едно на друга страна. Не, за Значи, Кеј се збори смо од Махери Митев, смо за да, од Митев мост до Кубо, па ми сме сите смо биле на пикник за 1 мај куде, Ивана? На киселу воду. На кисело воду. Куде, Ивана? На оној што беше Чичино играле ли сте? не сам. А на А оној добро, куде де што тој е посозде национализација да. им се врати. Што сега? Значи, А тоа е али зелена може површина, Кеј тоа да е се фајно. регулира и да ви кажа оној дел куде што е Река ме интересира. Река можеме ли да го изчистиме? Река може ли да биде за пливање? За да не ни плива во фонтана на площад. У реку да пливаме. Една го река. нема да пливаш у реку. Сведок. Смо ми. Сведок да имате. пливаш. Али у реку има ракови, што е многу битно, значи вода е чиста. Вода е чиста, гледам У дека реку вода е чиста, има не е ѓубре, ама не го загадуе директно воду, него има ракчиња, стварно има ракови. Не, не, И знам има дека оние има и патки патки што има, плоев, тоа е. значи тоа е доказ дека е река чиста. Али, Тоа е доказ за дека тој, патке не плива во гуме. С гуму. па добро Каде му треба да гума преживи, за значи, била сум на терен, треба смо да оставиме подземни контейнери на оној улица што иде од споменик, Споменик се врти. подземни Воде, контейнери. Чекај малку сега. Од споменик Костурницу на куде Ливаде ги викав они, уствари поминуваш го средорек. И има еден метален мост и улазиш директно у средорек. И сега сам застанала, гледав таму локација куде да ставив подземни контейнери за да може целото ѓубре место да го фрли во реку, туе да го ставив.
тражимо локација доброј и поминувам и гледам кесе. Не кесе вакви, него кесе ми што ги давамо, кај смо многу хумани, па ги давамо на социјално загрозени случаи. Блузе, мајце, среден фармерки, едно, друго, трето, прочучкано и фрљано, значи тоа е наше ѓубре. Да. Тоа е наше ѓубре. И сведок Тие смо се ми, наши граѓани. и ја кад викам сведок, зборимо на ТВ плюс, сведок ми фини давамо на деца што питачи в паре, ми го само Добро, тука стимулирамо, и у религиозно стимулирамо. нешто, да, ама Сведок им давамо на социјални случаи, кесе да проборичкам, да не ги тврдиме ми, пошто сме интимно вржени с наши партали, све до тога ќе ги гледаме тие кесе таму. Значи што фали? Култура. Култура? Па како на конкурс не взимате пара не е култура, него фали в казне. Па не, ама Не казни во култура се стекнува преку не казна и преку едукација. такој. Значи едукација Не е само постои. казна. Едукација постои, у основно образование постои. И знаете што се дешава? Ми ги едуцираме како да селектира отпад, предавања нон-стоп им на деца кажуваме овој зелено, овој онаква е економија. И вика, едно деца се многу искрени. Учителка. Мама вика, фрли го Велименко од прозор, путуев на Кудегрцово и вика, фрли го, мама, учителка ми вика, не смеем тоа. Ама и кој ќе го слуша учителка? Значи, кој треба да биде воспитуван? Децата не воспитани, треба многу повозрастна генерација. А кој може да ги воспита повозрастни генерација? Закон, казне, така ли? Културни работници. И културни работници, добра, ајде. Не верувате нешто, културни работници. Не веруј дека ама Не ме кажете за градоначалника, само да ви кажа горе, ќе се кандидират или не. Интересира ти ги. ако гласаш за мене и Ивана еве кандидирам. Значи не се кандидира. Кад не ме гласаш. Таков политичко коректен одговор сам остало ми Добила. очекувала сам. Значи, Да. што се дешава с кандидатури? Виде смо га скок од Орашац, Кочорацин, приватен сектор претходно, Брауни Рут, доваѓамо до сектор. Не е сектор, него е Совет на доваѓамо општинско до нешто што е сериозен орган. сериозно е. Сериозен орган с кој донаса многу сериозни одлуки кои треба да биде сериозно размислени, да има многу сознание. Значи, овој што ме, нели, што поминамо низ цел мој живот, може да ќе ти каже дека ја у суштину не се лактам за позиција. Јас, ако им требам на луѓе, нека додев, јас сум увек на располагање, увек сам за да се работи, да се Природен напредува. процес е, Ивана, не е лактање за позиција. Не, ја не знам, Природен може процес да е ви да- гледате како природен процес, мене ми е тој лактање. Значи ја Ама ако чекај, сака- нели е, па и градоначалник прво е бија председател на совет. Затоа викам природен процес е. Тоа е градација на некој успех. Не може вечито да биде он председател на совет. Значи, што ќе работи после? Значи, Значи ќе иде градоначалник, па Тие ќе иде одлуки јаш министар, па ќе иде премиер, премиер, председател. У политику кад си. Значи, значи гледај нешто, па мој став ќе си го завршам. продавачка ли ќе бидеш у Не. стоковну куќу, што ви каја Помина татко сега ти? тој би исто ми беше многу убав. Ама збориме Дел од сега живот. за титуле, за функцију, за моќ. Никој не вика од Кумановци дека не си фина особа. Ама на нас не ни требаш ти да бидеш фина. А каква ви Фина треба? Фина треба да бидеш дома, за Ја фамилију. каква ви треба? Значи треба да бидеш изузетна личност како личност за дома, за фамилију, за пријатели. На нас ни требаш стручна да бидеш Добро. у тој што го работиш. И многу е погрешно некој да каже, еве сега сам председател на совет или сам советник у општину и не се лактам за позиција. Не можеш вечето да останеш на овој функцију. Дали би се вратила радо да бидеш библиотекар у Кочорацин или наставник по македонски јазик и литература или да бидеш, нели е предизвик ако сакаш толку, ако си толку трудолюбива. Еве у име на првомајски празници, зар не би сакала на поубаво место да го видиш и да го ставиш Куманово како градоначалник? Тоа е Би сакала питање. како не. Мене А ми тоа е, не е лактање. не, мене ми е многу битно Куманово како ќе живи, како ќе изгледа и затоа сум нонстоп и на стрит, би ја кажала, нонстоп сум на терен. И овие изведувачи што ги вика бекатонче ваму, бекатонче таму, тој бекатонче многу врши работа у даден момент, затоа што го ослободуваме ми град од кал.
кога ќе наредимо бекатон куде луѓе. Ама само тоа вие на официјални Facebook страници. Кој ви ga води PR? Може ли, ќе ми дозволиш ли да Мене примету? PR, јас си го водам. Ќе ми дозволиш да примету дека е Јас си го лош. водам PR. Лош Добро, е. тоа е ваш став. лош у смислу неинтересантан, без смислу за хумор, без исто све, копи-пейст. Денеска ја направивме улицата број 2, во населба таа и таа. Смислу за хумор у улицу. Што да направена е Без- улица. Тоа е гола информација. Тоа е тој. Али позади ту улицу се наваѓа многу работа. Значи прво население тражи, доваѓа. После идев советници, преговарав, договарав. Па идемо после тој куде стручњаци у општину, може ли, нели можемо лекање, ајава кој да направиме, ајава кој да Добро, направиме. процес е голем, Значи, процедуре су големи. Да, процес е голем, ама обично свет не го знае и затоа вика улица, овај направена. Тоа е информација што општина не треба да се на општинува е тој работа. Па Што има хумор да правиме с улица што се направила. Погрешно ме свати. Не е нешто креативно. Све реторика е иста. Исти су реченици. Денеска бевме таму, направивме тоа и тоа. Значи, гледај Ивана. Зар тој не треба природно тој не треба ни да се постира дека е направено? Тоа е општина. Ми тоа се е радуемо општина, на општина бекатон институција. нов у некој населбу и дека не газимо више кал. Разбираш Ми ги се кои су радуемо и овој ваш сокаче што е направено што имаше кал многу тако ли? кои су Значи, многу приоритети на 21 век на Кумановци? Зар да се направи улица и шахта да се поравња? Ама толку са финансија, значи ти дај Боже шахту и водоводну инсталација да направиш некој, па некој ќе те благосилјава. Канал доле е многу по-скуп него тој асфалт горе. Тоа е многу значи инфраструктура, градење на инфраструктура длго време у Куманово не имало средства и капитал за да почне нешто темелито да се работи. Баш темелито. И свите што ќе дојде само нешто за маскирав. Значи, овдека треба сериозен капитал, баш капитал за да може И сериозна самокритичност, на тој мислеше, не за смисло, не за сериозна смисло. самокритичност, уствари, знаете што, ја например кад бидна председателка на совет, пошто како нели сум професор по македонски книжевност и ја свак настан ги иду на свите настани. 99% само суботу и неделю не давам викенд. Значи, на свак настан, јас си го пренесу мој личен впечаток од тој настан. И си го пренесу мој став, мој говор и на тој начин гледам да делуju куде луѓе. И делуju. Затоа што... Добро, да имаше пред некој ден јавна расправа за амбиентален воздух. Не сум била. Добро, во совет. Без разлика дали си физички присутен, не можеш ти да се растргнеш, ти си не сум пред ни све поканата мајка била. до домаќица. Не е било у совет, Значи, него са тој повише така. луѓе што... И сега, од ту јавну расправа, еве да си била, пошто си била на други, не само за Ја одма ќе воздух. кажу средорек. Ама ќе кажеш. Да. Ама како тој да се стопира ако е лошо и како да се Значи, поспеши ако е добро? Има си СВР, има си органи што треба да поступував, има снимки, има све. Треба да си скочиш да си ги казнив луѓе како да се поступува. Затоа што гледај, Како збориме... викаш понесеш го емоцију го понесеш од тој настан. Да, И сакаш по сваку цену нешто да се имплементира да биде за добробит Да. на граѓани. да. И тоа е евидентно. И држу га. Евидентно И држу е и тоа. инсистирам да се направи нешто. Што е добро. Ама од другу страна, критика, не само за пиар, не само за социјални мрежи, уопште, какав белек оставljate и какву дискусију поттикнуете. Не збориме за коментари само на социјални мрежи, каде што стриктно е политизирано све. Да ви кажу дека општина Куманово се работи. Али не е доволно испромовирано тоа што се работи. Не се доволно заклjučci испромовирани. Ако е Не се некој јавно предузеќе у загубу, кт напишасте дека треба некој, не ли мислите сви, не те пресирам, да се сложите, движење знам, коалиција на власт, да макар да сугерирате очи у очи на некога директора да си поднесе оставку. Зашто толку и покрај тој што идев у загубу, многу се браните меѓу себе и тој ви е тој лош пиар. Не се слажам, Ивана, с тебе. Ако некој у загубу, зар Не нема се да слажам. му, зар нема да му кажеш? Гледај, ми кад ги гледамо сметки на совет, гледамо дека
загуба е направена врз основа на плате и врз основа на покачено струја. И увек викате не е крив директор. Ако Не е е вашу крив партија. директор, затоа што тие директори горив, истински горив. Па нека Доаѓа прегорив директор- еден пут, нека дојде в Мислиш други. дека е многу интересно да бидеш директор? Ја, напротив, Ништо викам дека дека тоа е толку одговорна викам дека е функција. многу одговорна функција, Многу е ама никој одговорна. за загубе до сега не го Затоа понуди што, одговорност. гледај нешто, тој се работи што се на државно ниво. Ти струју имала си порано повластено струју, така ли? Повластено струју, а уствари Никад уште они не не сум се имала повластено. збору за јавни предпријатија. А они не се индустрија па индустријско струју. И 3 пута е покачена струја. И никој не им се јавја на тендери. А тебе ти е струја основен двигател за процеси. Гориво е 300 пута покачено и никој не ти се јавя на тендер, ти мора да го прифатиш тој сметко. Плати треба да рипав баш на високо, ама толку е капацитет. А ми што сме направиле? Ми покачимо еден пут ѓубрарину на глава ни се качива затоа што многу малку суштино ништо не направиме с тој бенефит. Него овие како им се дизав, нели, сметките кои ми малку од малку покриваме. Воду, регулаторна вика 50%, ми викамо не 21% само. А 300 дефекти имаше водовод. 300 дефекти и после тој што се десити голем дефект, попуцава цевки, огромни хаварија се исподешавава. Значи, некои надворешни не су фактори ја не дојдесмо можат... до констатацију дека не су директори криви ако су загубу јавни предпријатија. Мене тој не ми е. Ако само да ви дадо споредба, ја овој често пута го зборам, вика председателки не споредуј с други општини. Ја мора с некога да се спореду. Тако ли? Како работи в наши предпријатија. Наши јавни предпријатија се задужени заедно, освен Куманово план, затоа што со општину нели имав тој колку сработив, толку дадев. Освен Куманово план, сите се задужени од 5,4, најмалко е Куманово паркинг, па сите нагоре повише. Водовод е 22. Успоредбу с други јавни предпријатија од други општини, ми сме 49 милиона денара задужени јавни предпријатија, а Битола, што е помал број на предпријатија со 142. Браво! Скоро тродупло, не е браво. Него се сполоши кои су. Не, ја неќу да се меру со сполоши, затоа викам неќу да се споредуе, ама има многу лоша ситуација. Тој тие Ако кажеме дека има многу полоша ситуација, тоа е автоматски споредба. Ми автоматски споредуи се и со Скопје. Mi smo најголема општина и највише број на вработени имамо и најголем број на проблеми имамо. Ја не амнестирам ни директор, ја само знам ни што они поминуев како менаџери, низ какви премрши. Не амнестирам, ја и суштино и с директори и на основни и на средни училишта и на сите директори, тоа се менаџерски функции кои се многу захтевни, а кои најчесто викав привилегија. Па прво да видиме дали има привилегија. Ако не су кадар, треба да си даде оставку. Дали се они? Некој да не извинете се слушате на ovo. Преден из општина Рачиново и виде дека направи своја едно депонија, нели, диву, па после нешто го легализирав, небитно. И сега го решиле. Како? Ставиле ограду лимену. Ја гледам, решиле е под наводници, не? Гледам дека и наша депонија или чистоти зеленило има тендер за ограду. На исто ли решение, мислам. Наша депонија е огромна. Исто е ограда, тендер имамо за ограда, сега не знам дали од исто. Не, ограда е направена. Решение. Со лимба го заградимо. Решение за тие депонија и за овие други депонија што се јавјав по пут тие у Мечкуевска, или како се вика, тоа е село Мечкуевци, регионална депонија што се прави, што фактички од ѓубри ќе правиме профит. Само тоа е решение. Овдека колку треба време да се биде прави тоа? Многу. 100 години, тој се европски пари. Знам. Прво Свети Николе не даваше, па му ги земава ингеренција, па тоа е повише општини се испоспоени. Мислите ли, може да ќе улегне малку Значи многу длг процес бе. Јас за тој се многу нервирам. Јас сакам од ден за ден да се решава ситуација.
Па преговори, па еден не дава, па други не дава. Добро, Абе, никој 30 неќе година џубре да му го паскуваме, собереш не у може град да зетам нормално, да ама следи. бенефит ќе биде на свите, ако се по европски стандарди. Убедите А дај ги. Боже да е европски стандард, затоа што тоа е фабрика за преработка на џубре и производство на други работи. Дај Боже да ги изчистиме ми целу Македонија, пошто Македонија може да надлежност живи е? од џубре. Село Мечкуевци, регионална депонија, чија е? На Животна североисточен, средина. североисточен, Не, плански, животна средина. североисточен и источен. Убедите ги, кои што ќе имате у Не, парламент не, не, луѓе. они се си убедени него никако тој процес да се откочи, да стварно реално да почне да се гради тај. Процес мисло типуј дека ќе се откочи и дека тој ќе се направи. Само од едно нешто ме страх. Од тој дека Македонија може да живи од ѓубре. Што да кажавте. Има овој што го зборите проект да се направи да се изчисти ѓубре и од njega да се произведува. Паралелно док се овој се дешава веќе неколку години, овој годину направен конкурс, тендер, како да се вика од Европска унија, за кој држава они ќе ги извезуев нивно ѓубре и која држава ќе го обработува. Код нас. И Македонија се пријавила. Да. Македонија Туѓо треба ѓубре да го од собира. ѓубре или треба да живе од патлиџани. Не, застанете, значи Македонија одувек е била земјоделска земја, а сега сега не. Не, а сега везуемо храну. Многу погрешно. Јас имам башчу. Ја Дали има работам. тенденција Застани малку сега. да го Значи, примамо ѓубре па, од Европа, тоа беше прашање. значи откуде знам ја какво тенденција има вгоре од државна власт, али не треба да има в такви тенденции. Одимо за локална власт за ѓубре у град. За ѓубре у град ја ви кажа, значи Дали овој- у Куманово, еве, ќе го симплифицирам прашање, дали у Куманово ќе се обработува европско ѓубре? зашто у Куманово да се обработува? Овдека треба да биде препунктна станица. Европа го финансира текву станицу. Ово е Верујте ми дека теорија- Европа ќе ви даде да Теорија на направите заговор е, ѓубре. па тоа Па не не, е не знам дали. Тоа и ја ќе се дигну с население. Еве, ја ви кажувам. И још едно Ќе ми прашање имам држиш? ќе го оставам. Дали Куманово го водив институција или партија? Мислу дека, па да ви кажа ја дека 90% не се тамо партиски уопштено или се од претходна власт. Кој знае? Кој е ваш осуд? Ја да ви кажа, јас работувам само со стручњаци у општина Куманово. Луѓе што се Имамо опрени. ли стручњаци? Имамо. Ле, Имам. По кога Затоа случајка е што нова само- Мирослава од култура, го знам нешто слабо е игра. нешто. Ви се знаете да ги кажеме. Кој? Кој од култура? Еден небитан лик. Чим не га играв, значи небитан е. Значи не е партија. добар. Значи не е добар. Не е квалитета на која не го знам. Ајде, за кандидата за градоначелник. Што треба да направите, какав консензус, веројатно да се донесе у движење, знам. Тај тема мислу дека Не е тој тема, тоа е конкретно прашање. дали Да ќе се или не? кандидирам. Да или не? Ја нема само да се кандидирам. Ако Дали ме, ќе- дали- ако ме ако те кандидирав, тога кандидирав? немам проблем. Немам проблем. Затоа што ја и како председателка на Советка дојде, беше толку не ми беше позната оваа работа, а сега како сум улегнала уопштено све знам. У било кој формат да ме стави, ја ќе се снајду. Затоа што пуно работи више ги знам како функционирав и пуно работи покушавам да ги смену за да функционирав побрзо. За мерити малце кумановска јавност. Збору за интелектуалну структуру, наравно, што у први неколку дена на председателствување на Совет викаш јавно. Ја не се разбирам у закони, Да. ја не сум правник, не се разбирам у закони. Малце треба да се обрати пажење на тоа што збориме. А попреко те гледа Елена Доцевска Божиновска, ова кој пошто она е Елена правник. е правник и окей си, Да. и Атина са правник. Превише е тој како што вика наш градоначелник што ги обвинува други партии популистички, Не е како да популистички. кокетираш с народ, Не, да не. бидеш да Овдека покажеш беше- дека си народен човек. Нема врска. Малце ми е превише тоа. Значи, За мој укус е превише. И за мене тој е превише ако не се осеќаш такој. Работа беше, изјава ми беше извадена, мене закон не ме интересира многу повише што се дешава во реалност. Значи од контекст е било извадено. Беше работа за Зафир сајто. Таму имало многу потражњу, има многу луѓе што остануев, нели, семејства си заменуев, остануев стари лица и ми беше кажано, а и знам, пошто ги посетуju, дека има потреба од негователи, мислам дека беше неговател нешто такое. Кој треба да даде? Дали општина, дали министерство, како беше? Тој беше на почеток на мој мандат и ја, затоа што стварно знам колку е тешко да бидеш неговател на стари луѓе. Еден на еднога идев, а камо ли на еднога негователа да ставиш
5 или 10 возрастни луѓе што се стварно немоćни таму да се движев и им требам помош, ја тога беше кажала, мене Бога ми и закон не ме толку интересира ако стварно Мора да те интересира затоа што по закон таму не смее да има колку што сам упутена еден вид геријатриски центар со заболени. Да, да ги ставиме Ивана тие луѓе. Значи не може куде да ги ставиме. Не ги примав у болницу, не ги примав у затвор сајта. Што се прави ако нема в бригу и него? Многу се полошо прави. Има медицински лица. И за тој треба закон да се знае. У тој смислу замери јавност. Океј, не, и замерка беше океј. Нели? И убаво искористи опозиција. Мене тој не ме вреди. Ја, значи, кога направо утко, јас сум транспарентна и си кажу, океј, стварно утна работа. Затоа што ја стварно не сум правник. Али намера ми е многу добра. Мене ми е таму намера да се среди в работа, луѓе да им се помогне, што ми е многу побитно на крај на ден. Свили сте добронамерници у движење, знам. Не знам дали се добронамерници, ја може само да се збори за моје име. И за луѓе што се повлечени покрај мене. Тачно ли е тоа дека не ќе да се види во живот Даниел Стојчевски и Максим Димитриевски и дека тој беше еден од први знаци дека ќе се распадне? Прв работник на Максим Димитриевски, не е така. Зашто кумановска јавност има потребу да шпекулира около такви? Мора да е врз основа на нешто. Ама јас сум таму и ги знам ситуација, ја кажуј дека не е тачно. Зашто имамо потребу како кумановци да шпекулирамо за такви работи и врз основа на што? Мора од негде да потекнуете муабет. Не знам, тој да си ги прашате нима лично, ја колку што знам у екстра односи се и убаво собработуев Даниел, чак што ише и председател на општинска организација, с njega соработкам и екстра и баш сме си координирани. Значи не знам откуде е тој исклучок. Ама свесна си дека имаше такви. Имаше, ама зашто ја имало? Пошто сам таму ностоп, нешто ми чудно. Што ти е најчудно што се дешава у град? Што е најчудно? И на што мислиш дека највише кумановци реагирав? Освен на кад ќе појдеш од озгора од Стокомак, од Билјановски пут, што може да се пропадне свак момент у шахту, што не работи в семафори. Што е најчудно за кумановци што викав не ги бива овие. Не га правив тој што треба да ga правив за град. Откуде такво нешто? Значи најчесто кумановци реагирав кад има некој нешто се направи па не се доврши. И ја реагирам на тоа. И тоа е најчесто што се прави е од јавни предпријатија кои чекав да се спушти вода, да се направи све тоа за да може после тој да измазне асфалт или да ga у суштину како на Бајрам Шабани што се дешава још увек. Бајрам Шабани е и луѓе нема воду и алармирани. Јас сум си ностоп с радници таму на терен далекове од Бесваскинале. Тоа е надзор. За тоа е надзор крив. Значи, ја највише увек прашувај кој е надзор таму. Че нема инспекцијски надзор. Нема оваков надзор. Нема онаков надзор. Кој го контролира надзор? Кад распишуваш тендери у општину, кој му е надзор на надзор? Добивав ga изведувачи. Тие изведувачи може да си прави било што ако нема надзор. Општински надзор, тендер се распишува од страна на општина. Општински надзор, што е за општински тендери, треба да се отиде да се дреме таму с нима цел ден. Ама на не им се сплати затоа што идев с најниску провизију. И не доваѓав на терен, и ти на надзор ништо не му може. Не ми е јасно како идев с најниску провизију. Па кога ќе има јавна набавка, најниску го стиснет и они се прв добијам, прв услужен. Работа на тој општински надзор, што е надзор, значи на градежни активности е да му дише на уврат на изведувач. Ако му дише уврат, он ќе работи според. Зашто не му дише? Затоа што не им се исплати да доваѓавме од Скопје, не им се исплати да доваѓав свак ден да шпартат туа. И затоа викам ја, дали е градски плоштад, дали е Бајрам Шабани, за било кој проект, ја одма негативно референсу како општина би им дала и никад нема да ми се појави. Ама многу сам малко такви у општина. Разбираш ли, Иванче, име мое. Негативна референца и никад не виде на Facebook пост да напишеш нешто такво. Ало, куде е надзор за Бајрам Шабани? Не. Направена улица во Бабин Дол. Толку. Затоа викам дека е лошо. Бабин Дол двојка, јас сум многу горда на Бабин Дол двојка, што имам пример, пошто е пола Бабин. И треба да бидеш горда, ама треба да бидеш горда и да кажеш куде, where the fuck is надзор? А мислиш дека не збору?
На социјални мрежи. На социјални мрежи што ја ќе се фалу пред луѓе дека збору, дека сугерирам, па Не, па тој не е фалење. Не, Тоа е баш малце помодерен не, тоа е начин на удварање, политику. не, тоа е удварање на Не. луѓе. Дека Добро, еве дека- јас сум екстра. И јас сум дел од вас и јас ги приметувам. Ја ги приметувам и ги укажувам, ама таму каде што треба да ги кажам. Колку е Браво, голема разлика. Колку пари, колку финансии, колку надбор се надузимав советници на жури? Советници 70% од минимално плату, а председател на совет 80% од минимално плату. Според ваше мислење и како човек и како председател на совет, заработував ли си го сви советници или заработував ли си го? Не. Не. Да. Кажете ми ваше едно политичко грешко. Политичко грешко, јас сега ќе ти кажу од почеток, пошто не е ова фраза, него ја нели пред мене се биле стварно искусни политичари председатели на совет. Тоа е Атина, бивша председателка, претходно Максим, пред Максима мислам дека е била не знам. Зоран Петрушевски да не е или така? Не. Не е бија Зоран Не. Петрушевски, па кој беше пред Максот? Менјасва се нешто на ситни периоди без разлика. И сега, нели, успоредбо с нино искуство, политичко искуство, доваѓам ја што знам за живота, ама не толку многу за политику и они свите у почеток викасва, нели, а ја цело време трчу по терен, договарам се с луѓе, идемо, нели, избори са. И у старт ми се кажале, председателке, кој сакаш да ти и свите почнаа председателке, пошто именови луѓе, што ви е вас? Тој се ми мене другари, пријатели. Викам, што се дешава? Не, председателке. И вика, председателке, кој сакаш да ви биде шофер? И ја викам, шофер? Ја у центар на град живу и возу, каков шофер? Не, викам, мене не ми треба шофер. Тоа не ми е политичка грешка, тоа ми е грешка што ја не си направи простор за да може слободно да делую, али нешто што сум си направила за себе, што имам канцеларiju, за разлика од други председатели на совет што одувек се биле с администрацију, канцеларiju кој што ја може да се ги викну луѓе да си разговарам очи у очи. И таа е канцеларија за совет. Тоа до сега не се десило. Канцеларијата е туе у општину, само од другу страну на градоначалник. Да, градоначалник од одну страну на ходник, ми сме од другу страну на ходник. Не политичка грешка. Ама чекате маце, ја викам политичка грешка ли е што имаш канцеларiju? Не, тој си е, За превоз сакаше да каже прво, ама добро. Да, тоа е лична грешка како ја што сум си поступила, а свите сугерира сва не ти треба и стварно треба, кога ќе те фати ангарија, свети треба, не само политичка грешка, не знам што е политичка грешка. Не знам, ви ми кажете. Ја кажа, за мене политичка грешка дека не осудуј јавно. Не е тачно. Тоа ја не сум го кажала, ќе го премотам у филм. Рев, ќе стиснам. Осудување е тежок збор. Политичка грешка, па не би било, не тоа е политичка грешка. Политичко представљање, односно пиар ви е уствари една голема политичка грешка. Голема. Па нема го. Ја не гледам пиар дека имав. Ја не знам. Да. Па недостаток на пиар ви е ондак политичка грешка. Ако мене ме прашуваш. За тој влазав у раскорак со јавност. Да. Може. Да. Знаете што, сега збори... Можемо ми да се Не, ви зборите за институција како што со Совет на општина Куманово, како што е општина, како што е институција градоначалник. Може да ќе изгледа популистички, ама ја искрено тоа мислам и затоа што и такој делуј на терен. Мене само појавување мое, спуштање на земју, луѓе ме тражив, добивав, меностоп се допишуju, искачање у сусрет на свите, на здруженија, за мене е тој доволно како председател на совет. Дали мислите дека луѓе треба да ги решаваат проблеми преку институција, а не преку председател на совет? Ама ја ги насочуј, пошто еве како ти што викаш, ја не знам куде да идам. Ја ги насочуј куде да тражив, куде да кажи тражив одговор. Разглас или оглас би бија доволно. Знаете што, има си служби што се работи таму и за доступност на јавна информација, али е факт дека, например, на градоначалника Facebook страница, моја Facebook страница, многу повише шири информација него општински сајт. Професорке драга по македонски јазик, на официјалну страницу на градоначалника, не на председателя на совет. Прошли пат гледам глагол и негација заедно напишани. Катастрофа. Добро, тој. Куде мене видела ли се?
Ја имам дел прашање, ќе го оставам на миру, ќе ви Кад виду ја реагирам. Реагирам, пошто нервираме И ја тоа многу. реагирам. Официјална страница е. И зборимо за тоа не е политичка грешка, тоа е лингвистичка. Тоа е грешка. лингвистичка Што е грешка. тоа? За еден Правописна, совет. Па добро, правописна. политичка грешка е што нема флектора да ги провери тие работи. Има лектор. Поздравете го. Ама не ги Поздравете како да го. го поздравам дека не ги Да лекторира. поздравиш и да ги гацуреш. Не ги лекторира, валјда вие постои. Дали меѓу советници има корисници на тешки дроги? Боже, не мислам дека не. А, Не мислам Дали у дека. град има превише тешки дроги, дали се превише достапни на млади? Ја за тој збори, на совет збори. Има, мислам дека има. Има и се фрлев тој од зградичко. Од свог. Свогде се фрлев. Имаме ли некоја иницијатива, гледај некој нешто, решение, не, некој предложение на решение? Имамо Не, подземни воде. Не, У Соколански парк. Дојди. тие подземни води ги испитате од куде е дошла таа изјава, ја не се оградуju со тој изјав. Значи, гледај, има општински совет за превенцију, кога води градоначелник, и туја, кад ги он свика, доваѓа обавезно СВР, доваѓа пожарна, доваѓа в инспекција што се на државно ниво, доваѓа в наша инспекција и има неколку советници што са дел од свете. И таму се расправја во опипливи и теме што ги засега в Кумановци, а кои се за безбедност. На неколку састанка ја апелираше за многу работе што се дешава во Куманово, вклучувајќи го и овој течно бронзо што ни го дува в предност. Да. Али не сме имале прилику затоа што командирка, па ќе кажу, командирка за општа надлежност не удостојуваше да доваѓа на састанци и толку ми беше акумулирано 3 години чекам некој да дојде да не се слуша, и дојде веде командир и на njega му се историм, ја му се истори за све нешто и после тој се деси кочани. И после мислам дека како дека сам ги предскажала некои работи, толку ми беше тешко, а у суштину тие работи се дешава во свак град у Куманово. Тој беше и за малолетници, и за малолетници, и за наркомани. Приоритет на СВР е борба против дрога, а ми немамо ни едного наркомана патено го извештај. Значи немамо дрогу. Немамо дрогу. Или добро се крие во подземје. Не е ни битно. Сега искочиле колкочани и тие што требаа да ги штити биле под Дејство на наркотици. Да. Морам да прашам нешто. Значи, ја не фрлям дрва и камења на никој институцију, има таму поединци кои се фрлја ако институција не работи, некој платено државно треба. Значи, има совесни луѓе, а не сакам сите да ги ставljам у исти, нели. Ајде сега не моја апологетски, така не су сви исти. Кад ќе кажете тој значи толку не има луѓе што цела јавност. Има луѓе што се стручни, што со кои може да се соработуе. Некако ја на совет, знаете како кажа, и још увек се од 100 години не се поступуе. Збореше за малолетници. Имам братучетко која се жали дека до 5 сат керкаво седи по кафичи и дека не може никако да го, нели? И вика бе не може да го натерам свитата кој прави и оната кој прави и се секира жена. И им кажа поради непостапување со години наназад на сите институции. Не викам ја само на СВР, само на образование, на сите институции. Друштво не отишло у хаос. Избореше баш за малолетници, после баш гледа укочени колку малолетници се на страни не са успоредбо, нели са 60 тие луѓе што умрева, живи, изгорева тамо, не са многу број на малолетници, ама на тога малолетника не му е место уопште у кафиче, него му е у Соколански парк. Нека си седи, нека си грицкав со чоклет. Има закон, има институција. Има си закон, има си институција, затаива институција затаива у многу работа затоа што се партизирани. Неквалитетни луѓе ни ги води в институција. Многу ретко се квалитетни луѓе. Значи, тие квалитетни луѓе неквалитетни су партизирани. Значи, ако си од партија си неквалитетен. Не ги генерализирам. Значи, с години назад збор. С години назад. Значи, многу работа треба прво да се гледа, јас викам човек, квалитет на човека, компетенција што ги има, па после тој не е ни битно дали е партиски. Каму ми да најдемо како институција да најдемо квалитетни луѓе, може само да ги благосилјамо. Да, што сакав да не само Куманово и држава да си го сакав, пошто и државата да сакам од дома за да сакам. Без
Свите шетамо, свите идемо негде, нели? На страно и свите викамо, вау, колку е убаво, тамо овдека не е. Зашто бе? Зборимо го ти на почеток момент. Значи, отишло е многу далеко, треба или многу образование, ама треба да ги образуеш и оние возрастни, или мерки, казнени мерки, неказнивост, нон-стоп, с протекција, с ургенција, попуштено овој. Дајте програму за локални избори за градоначалника, наведите го се овој кај гласамо. И вчера се враќамо од Драгоманце и Изгледа имав пиаристија со Сморгашанско, не ти давав. Чека бе, ама не, па ми многу се... Они се уствари исти. Исти, у исту партија су биле сега. Ово е некоја друга Па ја движење. не сум била Иста активна. тактика, да. Не, тај партија не е моја партија. Моја партија знам. На почеток направивме еден момент и се сложивме околу тоа дека треба повише луѓе да го сакаат овој град и дека ако треба население, онда мислам дека и советници треба да го сакаат овој град. Не ли ви смета што, например, овој година беше трети случај, мислам, у 4 години, може и повише, не сум сигурен, што некој е на листу, народ го гласа, он утре добија работа у Софија и даде оставку како советник, отиде си и просто, како некој да му веруе или на тој партија што го е викнала тоа советника, да биде советник, он се отиде и како ја да веруе на тој партија утре ќе ми предложи некој советника. Откаде да сум сигурен А турив некога ради реда. А не, на место на njega турив некога ради реда. Да го попуни место. Ама не е ради реда, тој не може да биде ради реда, него си има листа, ако еден искочи, друг легне што е поред. Не е тоа ништо ради реда. Значи, гледате го цело советничко листо и ќе ви биде јасно. Значи, ми никад не сме, ја не сум верувала дека ќе дојде некој 16-17 што е ја верувам дека од лични причини, од значи, здравствени, човек може да остави функција, ама да остави ради работу на некој друго место, нема да преудицирам на кое. Зависи за каква работа се збори. Епа има ли поголема работа од љубов на градот? Нема, за мене нема. Не, мене за мене нема. Добро размишљање да за градоначалника. А Тина кажа дека ќе направи комплетно нов театар ако го кандидирав за градоначалника од партија. Тоа е њојна ствар, њојна визија за Куманово. Она мисли дека не треба само да се реконструира овој. Нормално, она сакаше да се извади затоа што СДСМ док бесва на власт, они почнасва с реконструкција и још не е завршен театар. И ја го разбирам тој. Разбирам го тој наратив да си ги браниш со партици. Нормално, и ја би го бранила од дипломираnog келнера, чак што више ќе кажу дека најсладко кафе у животот он би го направи. И убаво моја кафе. Ама ти како го гледаш Куманово и ти што би евентуално обеќала, али да се држимо до рамке на оној што е изводливо. Навраќајќите на муабет дека нема надзор, сак си ти у срце, у срж си улегнала на проблеми на град. Не на љубов на град. Пошто е евидентно е колку некој советник или колку некој политичар си га сака град. Него зборимо сега за проблеми. Знаејќи ги тие проблеми, колку имаш слободу да обеќаш, ако хипотетички зборимо, ако се кандидираш за градоначалник? Знаете што, да обеќамо може свите да обеќамо, многу да обеќамо. У суштину многу тешко иде в ситуација на терен. Затоа е прашувам конкретно. Јас сум многу искрена. Еве жена, например, за мене приоритет би било регулација на речно корито. На тој начин ќе продолжиме окей, ќе тргнеме тие бараке скроз, ќе на зеленило и тој ќе биде баш кеј што ќе биде длъг до Кубу, ти да е... Ама тоа е експроприација. Тоа е донасање на гуп што еш увек не можеме да го донесеме. Значи ја верувам дека тој ќе биде 2026 почеток, 2025 тешко дека ќе го донесеме. Куде е индустрија, куде е домаќинство, куде е... Значи со тој гуп све ќе се одреди. Ја у момент ништо не обеќав. Сега не може ништо да обеќам док не виду колку... Не на мене. На себе дали можеш да си дадеш на обеќање? Ја можу да кажам што сакам да ми се деси у Куманово. Да, што? Тој сакам, значи регулација на речно корито, продолжување на реку, булевари и октомвриска револуција и треќа МУП, мада треќа МУП не се води, не е булевар истински затоа што има многу куќе, пазар. Значи, сами улази у град, сега е убав улаз у град со овој кружен ток, ама имам улази од повише страна, да биде баш печатливи и да биде многу повише
Ја често пута збору дека ми за одржавање на оној што смо го направиле многу повише пари треба да оделуваме него за нови работи. Сасвим професорски од твоју страну да го добиеш Петко е лесно, ама да го одржиш Да го тешко. одржиш е многу тешко. Еве, значи ајде да појдеме и од Кеј. На Кеј све убаво е и шетање, ама веќе почнував да пропадав работа, така ли? И треба тој све да се реконструира. И тамо има, Иванче, подземни вода изгледа. Има, не знам, Пропада. тамо е река. Све што дотакнамо, све Значи, уништи смо. У суштину, знаете што, на тендри се јавјав фирма што идев со многу минималну зараду и не испоручував оно што е квалитетно. Квалитет не го испоручував, али затоа е туе, јас затоа викам клуче у надзор. Не, клуче у надзор, да изменаџирате ми луѓе смо- кои што ќе добиев повише пари и кои како ќе ги мотивирате ви да добиев повише пари, да се јавив на тендер и да испоручив оно што треба, со све надзор. Значи ти цено го даваш, јавјав ти се фирме на тендери. И спуштав и според тендерско постапко треба да го прифатиш најниско цена. Видите малце факман, па ви дизајте, они нека спуштав. Да го билдамо, после они да го спуштав. Зашто им дозволувате да спуштив? Зашто да се работи бимбаџава све? Абе, такој си у тендерско постапко, најниска цена добива. Тие тендери. Мене да ви кажат, ја скроз би го сменила, туе е многу побитно ми е квалитет на изведба него на ниска цена. Затоа што ми го платимо, па и преплатимо ги некои работи. Така е. И пас не се А основен направени критериум увек у свак тендер е па не ниска се цена. направени како што јас сакам, затоа што знаете што, кад си го водиш, кад го водиш еден град, ти уствари покажуваш свој домаќинлук. Каде мене е све утанчино дома и мене ме све нервира што не е добро направено. Педантна девица у хороскоп. Не сум девица, јас сум стрелац. Пуцаш. Не сум. Девица, далеко девица. Берем, мислиш ли дека испуцамо добро данаска у подкастрување? Па ја да ти кажу, за 2 мај мислам дека смо добри. Радни, трудолюбиви. Ај сега малце у башчу да поработимо. Наце патлиџанчи, Не, лук, ја кромице. вечер поваѓам, затоа што вчера га сади пипери патлиџани и поваѓам да ги вржу и колци. Тие што работи в земјоделие ќе знаем што се. Ако немаш цвеќи, а и да имаш, овој ќе биде најубав букет, поклон од цвеќарницу Мерси. За тебе одговара ти на кошулју. Какво ти е тој знак, че не виду без наочаре, и још само тој да го прокоментирамо. Ама си го убаво спомнала, лале ти е символ на Да Холандија, прочитам. а ово е со љубов за Гимараеш. Добро. Гимараеш ти е историски град у Португалију. И на времето е бија и главен град затоа што сите историски моменти се почнале да се искочиле од Гимараеш. И град е кој што кад беше се залюби не у град, не у исторiju и инфраструктуру, него колку си го они сакав град. Колку они не. Они Португалију, знаеш, Португалију го сакав како држава, ама има клуб Гимараеш, фудбалски клуб, што мислам дека некој локален, свите навивав за Гимараеш. Свите имаше некоја трка од дење, повише од дење, свите се искочиле да трчив за Гимараеш. Толку љубов за собствен град. Ја се надам дека Ти изгугламо и можемо едно обеќање ипак. Куманово да биде, ако си ти градоначалник, нов Гимараеш. Односно македонски само љубов Гимараеш. да го осеќав како ја што си го сеќам спреман град, мислам дека ќе бидеме Па многу од нешто мора да се почне, па макар од љубов. Фала ти многу. Фала ви на вас за покану. Што имamo пригодну програму, Миро, за мај? Мајски културни денови. Мајски културни денови, мајски куку денови, кумановско културни денови. Да. Што имamo? Имamo да се подсетимо 7, 8, 9 и 10 у гимназију Графити Фест. Значи, Форма Куманово организира, ќе се прави графити, ќе се прави мурали и ќе доваѓав не само луѓе од регион и од Куманово, графитери, графичари. И ќе има придружна музичка програма. Ќе има пригодна, и тоа е пригодна музичка програма. DJ валјда некој. Мурали ќе се прави, многу сам среќна ради тоа. Значи 7, 8, 9 и 10 мај е пригодна програма околу гимназију. Тако е. На 10 мај исто имамо, сепак се врти фестивал Караван низ Македонија. На 10 мај су у Куманово, доваѓа Vagina Corporation, KEM, Alembic и IVL, тоа е исто у Дом на културу, локална поддршка ги е Boiling Point. Добро. Имамо филмај,
Умеѓу време, они ќе си дојдеш, ќе си кажев. Ке дојдев, ке си кажев све што треба за филма и за фестивал на кратак филм и тој ќе биде интернационално и тој има добра програма. У театар што имamo? У театар имамо 16 мај пред премиера, 17 премиера на Калигула, режија изврсна Ѓорѓи Ризески, продукција на театар Куманово И Министерство за културата. и Министерство за културу. На 21 мај имamo Смрт и девојка у театар Куманово. Тоа е продукција на театар Кажи Куманово. кој е режисер? Режисер е Мирослав Петковиќ, добар фин дечко. Фин дечко. Што имamo друго културно? Има још. Стендап фестивал. 27 мај отвараме да стендап фестивал четвртак у 9 с мото ни у четвртак, ни Ни у у 9. И не е лоша пригодна програма за мај мај. месец, да, одлични сме. Има још нешто, ама не, дали да го ставиме? Не, нема да го ставиме у пригодну програму на Ѓурѓевдан 6 мај, затоа што не е у општину Куманово, у општину Старо Нагоричане. Ама што ќе се прави? Ке се пече вол Таму е за пригодна програма. Ѓурѓевдан. Тоа е. За роѓендан мој на Горичино си идемо на вола. Нешто да не забрависме? Мисло не. Мислам дека не. Чекам ги филме да дојдев, Добро, да си кажев за фестивал повише. добро. Тоа е тоа. И тоа е. Важно е. Пригодно. Мајски. Мајски. Мајски бумбари. Да. Ке зуив. Супер.